Обвинителството за организиран криминал отвори истрага за рекетот и уцените во затворот Идризово. На распит као обвинител е повикан командирот за кој поранешниот заменик министар за култура Јанко Јаневски, кој одлежува затворска казна, за Алфа сведочеше за заканите и уцените кои ги преживува од него во затворот. Покрај командирот, Алфа дознава дека ќе бидат повикани и други лица кои имаат информации за случајот. Затвореникот Јаневски беше дециден и со име и презиме посочи кој командир му се заканува и со што се соочува внатре. Поранешниот заменик министар апелираше до сите надлежни да си ја завршат работата и да запре тортурата со која живее секој ден. Затворскиот полицаец Миро Димов е алкохоличен, по често доаѓа на работа во пијана состојба и за одредена сума на пари може да ви донесе во затворот под надбор што душе ги ви посака, например дрога, кеш пари, алкохол, раке и така натаму. За ова сакал да се заинтересираат надлежните малку повеќе. Покрај Јаневски, за психичка тортура од страна на вработени во Идризово, обвини и Тони Денковски, кој е осуден на доживотна робија за тројната ликвидација во скопски рибен ресторан од пред 10 години. Тој за Алфа сведочеше дека трпението му е при крај, а од вработените постојано добива закани по неговиот живот и животот на неговите најмили. Трошање е денот кога ќе морам веројатно пак да си земам правдата во моите раце. Овде е лудница, овде е мачилиште, овде тие не знаете, тие се понашаат како да го донеле затворот од дома на директорот пред на разговор, му предочив све, му кажат, вика за 3 дена ќе ти биде све завршена работата. За 3 дена пута 300 пати почнаа да малтретираат. Алфа пред една недела објави серија стории за скандалот во Идризово со командирите и затворениците. Освен што обвинителството веќе интензивно работи за да го расветли случајот, затворскиот директор Зоран Јовановски, како и управата за извршување на санкции, веќе ги сослуша инволвираните. Дори министерот за правда Кнера Лога побарна писмено да му се одговори за рекетот на командирите, но вели дека се уште нема ништо добиено. Истрагата на надлежните треба да покаже дали и кои вработени во Идризово се дел од шема за корупција и уцени во затворот. За сега само 2 затвореници пријавија за заканите, но допрва надлежните очекуваат дека и останатите затвореници ќе се охрабрат и јавно ќе проговорат за се она што го трпат и преживуваат во затворските келии.